корпоративните системи и дали административното регулирање на оваа инвестиција може да го попречи овој зафат, што може да биде алтернатива или дополнување за енергетската ситуација во Македонија. И сосема за крај, пуштена е, како велат народот, бувата за двотарифник, тротарифник, сите што ќе трошиме над домакинствата над 1000 киловата, а ќе видам дали е само киловат часови, треба да плаќаме поскапа струја. Кој друг како не Марко Бислимовски, регулатор за се во држава, струја, вода, отпад и така натаму. Ќе почнеме со оно што народот вели на лето за зима. Прво, оно што најмногу ќе сакаат да чујат граѓаните. Колку се качи струјата на половината од годинава? Значи, најнапред ви благодарам за поканата. Во овој момент нема пристигнато барање до Регулаторната комисија за енергетика од ниту една компанија. Тие треба да ги достават до крајот на месецот своите пресметки и понатака Регулаторната комисија за енергетика ќе анализира. Значи, она сега што го знаеме како факт е дека цената на електрична енергија на пазарот во Европа, во регионот и во Македонија е се уште на едно исклучително високо ниво и некаде помеѓу 220 и 250 евра за мегават час. Исто така и најавите за третиот и четвртиот квартал од годината се движат на тоа ниво, а исто е такви по фјучерсите кои што ги имаме денеска на располагање, истиот висока цена имаме и во цела 2023 година. Значи, најдобра заштита од високи цени на слободен пазар е максимално зголемено домашно производство на електрична енергија и доколку се анализира во изминатиот период што се случувало во земјите во регионот, значи оние земји кои што има свое високо домашно производство и има за извоз, а тоа се Бугарија и Босна и Херцеговина, нивните компании што произведуваат електрична енергија остварија енормни профити. За жал во останатите земји, кои што сме увозно зависни, увозот на електрична енергија, пред се поради тоа што цената на електричната енергија на слободниот пазар е драстично повисока од колку што била во изминатиот период, имавме сериозни проблеми во однос на цената на електричната енергија. Едно време се застапуваше тезата струја има ако имате пари. Дали продолжувањето на кризата воена, можноста од нејзина ескалација, може да го доведе прашање и потенцијалот на производство на слободниот пазар на електрична енергија? Значи, сега за сега нема такви сценарија, освен доколку има проблеми во однос на испораката на природниот газ. Во тој случај, производството на електрична енергија од когенеративните постројки ќе биде доведено во опасност и со тоа и обезбедувањето на електричната енергија на секаде во Европа ќе биде проблематично. За жал и во делот на природниот газ нема добри вести. Цената на природниот газ е постојано во некои рамки од околу $1200-300 за нормален метар кубен. Утрово имаме по најавата дека транзитниот гасовод низ Украина ќе се затвори, имаме драстичен пораст на цената на природниот газ на берзите во Европа. Значи, многу е тешко да се предвиди дали ќе имаме или ќе немаме, бидејќи во принцип ништо не зависи од нас. За гасот ќе се вратиме малку подоцна, да почнеме од таму каде што практично поентиравте, а тоа е домашното производство. Кај домашното производство, нашиот стожер е Рек Битола. Едно време бевме забудалени, ќе го затвараме до 2030, сега и многу поразвиените еколошки средини вика чекате запрете и со нуклеарките и со овие јагленокопите. Вас ве прашувам, имате увид, почна да се копа, колку имаат резерви во Рек Битола за евентуална кризна година, кризно зима како што не очекува? Значи, со тие податоци кои што ги добиваме од страна на ЕСМ, обезбедени се резерви на јаглен за производство на електрична енергија во Битола,
но факт е дека тој јаглен кој што го имаме е со нешто послаб капацитет и поради тоа ЕСАМа континуирано увезува јаглен со повисок квалитет со цел да го измеша со нашиот јаглен. Така до тој аспект јаглен имаме и мислам дека тоа нема да биде проблем. Она што е битно, имавме добра хидрологија во текот на зимските месеци и според мене сега во овој период апсолутно треба да се штеди производството на електрична енергија кај големите хидроелектрани, бидејќи тоа ни е најдобар ресурс во текот на зимските месеци. Она што го имаме и забележано во изминатиот период е еден некоректен однос на одредени потрошувачи во државата и тој тренд за жал продолжи кај одредени општини. Значи, кога ја носеше регулаторната комисија за енергетика во декември цената на електричната енергија, беше предвидено 100% потребите на домаќинствата и на малите потрошувачи да се обезбедат од ЕСАМа. Во договорот што е склучен помеѓу ЕСАМа и универзалниот снабдувач Евана Хоум има толеранција плюс-минус 10%. Значи ЕСАМа во целост си ги исполни своите обврски од договорот. Но што се случи? Одредени компании формираат, кои што беа на слободниот пазар и задолжително требаа да бидат на слободниот пазар, формира компании, нови компании, со кои подпишуваа фиктивни договори и овие нови компании не го исполнуваа критериумот да бидат на слободниот пазар на електрична енергија. Во тој момент, значи тој тренд го имавме во јануари, февруари, март, април и веќе Евана Хоум како универзален снабдувач обезбедува дополнителни количини на електрична енергија од слободниот пазар. За жал, тој тренд продолжи кај одредени општини, кои што, иако како општина, согласно законот и за енергетика и за комунална такса, има обврска да го обезбеди општината да го плати јавното осветлување, подпишуваат фиктивни договори со нивни јавни комунални предпријатија, кои што немаат обврска додат на слободниот пазар и како резултат на тоа се прави сериозен притисок врз цената на електрична енергија, така да заради оваков некоректен однос на потрошувачите дали и на тоа општините... се уште на ниво на некоректност или на противзаконитост? Тоа е на ниво на некоректност, освен тоа што го прават општините, бидејќи општината е таа што го плаќа јавното осветлување, значи непотребно до сега, заклучно со април, се потрошени 30 милиони евра за увоз. За да можат дел од општини, дел од компании да добијат регулирана цена која што е далеку пониска од страна на Евана Хоум како универзален снабдувач. Регулаторната комисија за енергетика, тоа што го има како надлежност, ќе го направи и веќе се информирани уште во текот, кон крајот на месец февруари и почетокот на март сите институции за да се превземат соодветни мерки, бидејќи тоа е некоректно, бидејќи на крајот на денот треба да се знае дека ниската цена која што обезбедува ЕСАМ за потребите, пред се за потребите на домаќинствата. И сега тој пазар, регулираниот пазар со овој некоректен однос и на општините, и на одредени потрошувачи, се наруши и направен е увоз на електрична енергија од 30 милиони евра. Тој увоз на крајот на денот ќе падне на грбот на буџетот. Сите. Не на буџетот, ќе падне на цената. Се тука има, не сакав за тоа да разговараме, но самите го отворите. Има 2 до 3 општини кои прилично некоректно се однесуваат. Ги држат своите општини во темница. После 1 часот, вклучувајќи мојата општина во која што живеам, се гаси уличното осветлување, сега има некоја алтернатива, секој втор да се гаси, да се пали, што не го забележам. Дали е тоа во рамките на допуштеното во борбата за рационалност во потрошувачката? Значи, ние со оваа енергетска криза, како увозно зависна земја од се, вклучувајќи и електрична енергија, треба да сватиме дека мора да се штеди. Во однос на начинот како се регулира јавното осветлување, тоа е определба на општините
и факт е дека општините имаат реално зголемени трошоци за набавка на електрична енергија, која што за улично осветлување и начинот како се справува секоја општина си зависи од самата општина. Значи, мора да се научиме да штедиме, бидејќи цените се во драматичен раст. Пред се не е тоа заради во Македонија, тоа е во цела Европа и едноставно некои чекори мора да се превземаат. И токму од тие причини ние ќе воведеме блокови за потрошувачката на електрична енергија кај домаќинствата со цел да влијаеме на намалувањето на потрошувачка на електрична енергија. Како ќе бидат тие блокови? Се враќате кај речената двотарифник, тротарифник, како ќе се изрегулира ако потрошам над 1000 киловат часови, колку што сега циркулира некаков просек, и по која цена? Значи, во овој момент правиме анализи, најверојатно ќе има 3 или 4 блока. Прво, блоковите ќе важат исклучиво за скапата тарифа, а во однос на ефтината тарифа ќе нема ограничување. Значи, блокови за ефтина тарифа нема да постојат. Поентата е во првиот блок да имаме цена на електрична... за дневната струја. Ноќната струја останува ефтина тарифа и иста цена, така? И за незе нема да важат блокови, значи од 22 навечер до 7 наутро и цел ден недела си е ефтина тарифа и за незе е неограничено, нема да има никакви блокови, ќе биде иста цена. Значи, поентата е првиот блок да има цена која што би била нешто пониска, па вториот блок... Од до? Значи, во овој момент е тешко да се каже, бидејќи ги собираме сите анализи, ги собираме сите податоци, заедно со во овој цел процес соработуваме и со електротехничкиот факултет и со машинскиот факултет и редовно одржуваме состаноци за да определиме една точна категоризација на блоковите. Значи, поентата ние има потрошувачи во државата кои што живеат во згради кои што немаат грејење. И тоа е најголем дел надвор од Скопје. И поентата е тие потрошувачи да не бидат казнети, бидејќи реално они немаат други извор на грејење во згради, во Битола, во Велес, во Прилеп. Едноставно се греат или на инвертори, или на други начини. И поентата ни е до тамо да немаме сериозна промена на цената на електричната енергија. Факт е дека имаме одредени потрошувачи како домаќинства, кои што имаат енормна потрошувачка на електрична енергија и вообичаено се тоа богати домаќинства, кои што немаат проблем да ги платат своите сметки за електрична енергија. Тоа се овие што греат базени, ладење и така натаму. Меѓутоа ќе казнеме ли домаќинствата кои по еден подолг период ги принудувавме заради еколошките трансфери за грејење на инвертори и така натаму. Тоа велам, значи тие нема да бидат казнети, бидејќи реално нема друга опција за грејење, така да нема да бидат казнети, ќе бидат казнети оние со енормна потрошувачка на електрична енергија, бидејќи ние како држава сме увозно зависни, гледаме дека имаме сериозни проблеми со домашното производство, така да ќе се испрати сигнал до тие што трошат екстремно, да си ја воведат рационални и многу поефикасни начини на грејење во текот на зимските месеци. Добро, тоа значи и ладењето, инверторите служат и за ладење во летно време и тие исто така трошат поприлично. Па се уште потрошувачката на електрична енергија во зимските месеци е некаде 70% повисока од потрошувачката во летните месеци, така да немаме проблем со високи потрошувачки. Марко Бислимовски, шеф на регулаторната комисија за струја, вода и ецетера. Што правиме со гасот? Ние, благодарејќи на интервентните увози и трошењето, успеавме да ја стартуваме и ТЕЦ Неготино во еден период. Самите велите дека се троши мазот и за рек Битола. Гасот нам ни е се уште далечна перспектива, без оглед што интерконекторот е во Александрополос, тамо се приклучуваме, уште нема газ.
ние можеме да набавуваме и да го стокираме гасот. Да го купиме пред време. Македонија нема склад со природен газ како што има во одредени земји, има во Србија, има во Бугарија, има во Австрија, и во голем број на европски земји, каде што има широка распространетост на примената на природниот газ, може да го складираат природниот газ. Ние немаме таква работа, пред се заради географската местоположба. Немаме и трусното подрачје. Газ доаѓа преку Бугарија, може во Бугарија да ја замолиме. Во овој момент, значи апсолутно легитимно е ние да побараме одредена земја, да си го платиме тоа, но во зависност од капацитетот што го има земјата. Во овој момент Македонија е една од ретките земји во Европа која што има 100% зависност од Газпром. И инаку гасот како гориво се повеќе и повеќе се користи во државата и 2021 е рекордна година по потрошувачка на природен газ, негде околу 425-426 милиони нормални метри кубни. Значи, сме имали години со 130 милиона, но последниве 2 години ни се рекордни. Надминавме на 300 милиони, сега и на 400 милиони. За жал, ние гасот не можеме да го складираме, можеме да користиме од други земји кои што го прават тоа во соседството. Единствено можеме тоа да го правиме со Бугарија, дека ние немаме никаква интерконективна врска во овој момент со Србија или со Грција. Со Грција е во фаза на подготовка на тендерска постапка за изготвување на новата интерконекција помеѓу Македонија и Грција, со што ќе се врземе на ТАП, од каде што ќе добиеме и азербејџански газ, и капацитетот на оваа интерконекција е негде за 3 пати поголем во однос на интерконекцијата која што имаме во моментов со Тука Бугарија. Тука има уште едно многу важно прашање. Ние на одреден начин, особено кај парното грејење, топлификација, се извлековме со тето и со производството на струја врз основа на газ. Што ако газ нема доволно, или нема доволно да стартува и тето за производство на струја, вклучувајќи и тоа да се грееме? Значи, како што знаете, одредени земји членки на Европската унија веќе не добиваат природен газ од Газпром, и тоа е сериозен проблем. Значи, многу е тешко во моментов да се каже што ќе се случи во однос на обезбедувањето на природниот газ, затоа што ситуацијата од ден во ден се менува. Инаку ние оваа грејна сезона обезбедивме природен газ пред се преку ТЕТО, која што си има посебна компанија за трговија со природен газ, за производство и на електрична и на топлинска енергија. Исто така во неколку месеци Макпетрол, односно Макпетрол како носител на лиценца за трговија со природен газ, обезбедуваше природен газ за топланите во Скопје по цени драстично повисоки кои што биле во изминатиот период, не по нивна вина, едноставно таа е цената на природниот газ. Значи, да се надеваме дека ќе имаме природен газ и во текот на зимските месеци, но треба да се каже... Да лото седмица. Па, исклучително е лоша ситуацијата и не можам ја да кажем дека можеме со 100% сигурност да кажеме дека го имаме природниот газ, бидејќи може да се случи нешто непредвидено. Оние информации што ги имаме е дека нашите трговци кои што обвезуваат природен газ имаат договори до крајот на годината и прават се тие да се продолжат. Има тука една мала економска па и стратешка заврзлама. Со порастот на газот и порастот на мазутот расте и се доближуваат. Дали сега тоа значи дека можеби термоелектраната Неготино можеме да ја вратиме на мазут, одно време викавме премногу е скапо и така натаму, и тоа да биде некаква позначајна алтернатива? Значи имаше периоди во годината, негде од месец ноември, декември, каде што се уште не беа екстремно високи цените на нафтата на светските берзи и тогаш имаше исплатливост ТЕЦ Неготино да работи, бидејќи цената која што ја даваше ТЕЦ Неготино со набавната цена на мазут значеше пониска производна цена во однос на пазарната која што имавме во тој момент.
За жал и цените на мазутот на светските берзи се значително повисоки, но знаете како е во екстремно тешки моменти, најбитно е да се обезбеди електрична енергија, така да ТЕЦ Неготино се покажа дека може да работи и верувам дека доколку има потреба повторно ќе се вклучи ТЕЦ Неготино, инаку и во Скопје доколку нема природен газ може да се искористи друго алтернативно гориво, што е и обврска на компаниите кои што вршат производство на топлинска енергија да имаат резерви од 15 дена од алтернативно гориво. Мазут е исто така, но со оваа цена на мазут, некаде цената на топлинската енергија е нешто пониска во однос на цената на природниот газ, но не треба да се заборави ефектот на загадувањето. Инаку, според мене, мазутот е екстремно тешко да се најде и како гориво е доста валкано и според мене ние како држава, како алтернативно гориво треба да размислуваме и да го користиме дизелот, бидејќи дизелот го имаме насекаде, а мазутот се покажа и при набавката на мазут за ТЕЦ Неготино дека е тешко да се најде на пазарот и од тие причини сметам дека треба да се размислува во насака дизелот да биде како алтернативно гориво, да се направат анализи што значи тоа од аспект дизел да немаме за аутата. Значи не е проблем. Дизел имаме, Македонија е обезбедена, негде 90% од потребите ги обезбедуваме од Грција. Грција негде само 1 до 2% од суровата нафта е од Русија, така да третманот кој што го има Македонија со набавката на нафтени деривати од Хеленик Петролеум е како да е дел од грчкиот пазар. Марко Бислимовски, го прашувам, што правиме? Дали имаме доволно резерви обезбедено со нафта, со дизел, велите сме, дали Макпетрол и сите надлежни институции ги пополнуваат можно испразнетите резерви? Значи нема никаков проблем. Кога имаше едно зголемување на цената на нафтените деривати, се дигна паника и се покажа дека е неоправдана. Така да имаме стабилно и сигурно снабдување со нафтени деривати во овие услови. Значи, она што се случуваше во изминатите и пред почетокот на грејната сезона во октомври, нели се дигаа фами, ќе има рестрикции, па ќе биде вака, ќе биде така. Значи, граѓаните да веруваат на институциите. Факт е дека имаме исклучително тешка ситуација. И не може да се избега тоа, но се што стои на располагање како мерки, сите институции ги превземаат. Ние не можеме да кажеме дека ќе знаеме каква ќе биде цената на природниот газ, или на нафтата, или на електричната енергија на слободниот пазар. Ние имавме во изминативе 2-3 недели зголемување на цената на нафтените деривати, исклучиво поради тоа што ни порасна доларот. Значи, негде имаме 58,5 денари. Минатата година ова време доларот бил 52-53. Сега имаме зголемување на курсот на доларот. И повикувам и граѓаните, и медиумите да не подлегнуваат на шпекулации со разноразни споредби кога била цената на нафтата на светските берзи толку, па, значи, како прво, регулаторната комисија за енергетика, кога ја определува цената на нафтените деривати, превзема податоци од Медитеранската берза, од Плац, за секој дериват посебно. Посебно за бензини, посебно за дизел, посебно за екстралесно, посебно за мазут. И тоа нема никаква врска со бренд нафтата. Добро, уште сега при крај разговарам со Марко Бислимовски, шеф на регулаторна комисија. Господин Бислимовски, наша надеж е, да речем, условно ова алтернативна зелена енергија, фотоволтаици, ветерници и така натаму. И, за жал, морам да кажам дека некој упорно ме бара, а ја не можам да го исклучам телефонот. Види, исклучите како можете. Сакам уште да ја прашам. Дали бариерите на кои се жалат фирмите, дали преголемиот степен на администрирање, вклучувајќи регулаторната комисија,
во поставувањето на сончевите колектори и фотоволтаиците може да го попречи по интензивното пенетрирање на овој тип на енергија? Значи, се носи посебен закон за фотоволтаици, каде што ќе се поедностават одредени процедури, но она што може да ви кажеме дека постапките за издавање на лиценци во регулаторната комисија за енергетика трајат максимум 15 до 20 дена. Во изминатиот период, негде од октомври до заклучно со денес, регулаторната комисија за енергетика има издадено лиценци за фотоволтаици со инсталиран капацитет од 30 мегавати. Значи 30 мегавати е исто како што е света петка. Значи за 6 месеци изградени се фотоволтаици или започната е постапка за издавање на лиценци за 30 мегавати. Значи компаниите каде што имаат услови на своите кровови поставуваат фотоволтаици со цел да се ги намалат трошоците за електрична енергија. Значи нема во однос на регулаторната комисија за енергетика нема никакви бариери. Постапката трае 15 до 20 дена и не знам дали има друг регулатор во регионов кој што издава лиценци за производство на електрична енергија во такви кратки рокови. Оние компании кои што си поставија на своите кровови фотоволтаици, а ги има се повеќе и повеќе, ние во тек на една недела добиваме 10 до 15 барања за издавање на лиценци, си ги намалија своите трошоци за електрична енергија и со тие податоци кои што ги имаме и во комуникација со нив, некаде нивните трошоци се приближно исти какви што биле минатата година. Значи, со инвестирањето во фотоволтаици си ги намалуваат своите трошоци за електрична енергија и апелирам сите кои што имаат можност да постават фотоволтаици на своите кровови и компании и домаќинства да го прават тоа со цел да се ги намалуваат трошоците. Дали домаќинствата ќе бидат равноправни? Дали ќе ни биде дозволено и ние да поставуваме фотоволтаични келии на крововите? До која киловат часови? И она што честопати меѓународно се зборува, дали Евана Хоум ќе биде спремно да ги презема и да ги пегла тие разлики зимско, летно, ноќно, дневно, за да може да се инвестира во тоа? Значи, домаќинствата до сега можеат 4 киловати да поставуваат, сега ќе можат 6 киловати и при тоа електричната енергија произведена од фотоволтаиците да ја даваат на универзалниот снабдувач на Евана Хоум и Евана Хоум ќе нема никаков проблем да ја превземе таа електрична енергија, бидејќи и на Евана Хоум му одговара да добива електрична енергија од фотоволтаиците наместо да увезува во одредени периоди скапа електрична енергија. Значи, тоа што е наше, домашно, е секогаш во предност во однос на увезеното. Затоа што во одредени периоди и во Европа и кај нас, едноставно најдобар гарант за функционирање на не само на економија, воопшто на целото општество е да си имате своји домашни ресурси за производство на електрична енергија. Ми се бедисува амбиентот во кој веќе зборуваме со суровоста на реалноста што би не очекувала во зима. По подолго време некој од политичарите, како што беше тоа премиерот Ковачевски, јавно кажа дека ни следува една непредвидлива и многу тежок период, вклучувајќи ја и зимата. Ке се грееме со кебиња ако дојде зорт? Се што стои на располагање на регулаторната комисија за енергетика како мерки ги превзема и ќе превзема да се обезбеди сигурно снабдување со и електрична енергија, и природен газ, и топлинска енергија, и нафтени деривати. Пред малку зборувавме за 1% на потрошувачи кои заради својот снобизам трошат премногу струја без оглед каде ја трошат и на каков начин. Меѓутоа, што правиме со трошењето, со копањето, со биткоините? Тоа станува див пазар со енормно трошење и извлекување на струја, која е на границата... Значи, тие што трошат електрична енергија за биткоини,
ако имаат екстремно висока потрошувачка, ќе плаќат и екстремно висока цена за домаќинства. Со тарифникот. Да. И сега само треба за биткоините да расчистиме една работа. Пред се за биткоините, тоа е надвор од ингеренција на регулаторната комисија за енергетика, но треба да се донесат соодветни финансиски закони со кои што и тие што копаат биткоини да бидат лиценцирани на некој начин за да можат да функционираат, дека ние не може да кажуваме дека копањето на биткоините е нешто страшно, сегде во светот се копаат биткоини. И да си плаќаат нормално даноци како што си да плаќаат. Апсолутно, и треба да им се овозможи тоа, како со тие што тргуваат на берза остваруваат приход и за приходот си плаќаат даноци. Ја верувам дека и овие граѓани кои што копаат биткоини немаат против да си ги платат даноците, но тоа треба да се стави во одредена рамка. Факт е дека они сега ги користат ниската цена на електричната енергија за домаќинствата, но со воведувањето на новиот концепт на тарифирање, реално ќе плаќаат повисоки трошоци. Кога конечно тоа тарифирање ќе стапува? Планот е во текот на месец јуни да го донесеме, но предно сењето, бидејќи тоа е сериозна тематика, ќе организираме јавни расправи и во моментов работиме заедно со електротехничкиот факултет и со Машинскиот факултет. На тие јавни расправи ќе поканиме целокупната експертска јавност, ќе ги поканиме коморите, ќе ги поканиме сите заинтересирани страни да си го кажат своето мислење. Значи, ќе одржиме неколку јавни расправи со цел да имаме најдобро можно решение. Благодарам гостин во утрински брифинг Марко Бислимовски, шеф на регулаторната комисија. За вода не ве прашав, уште предполагам дека ќе гостувате, па ќе се занимаваме со водата кој ќе ние снема водата. Имаме страшна ситуација. Добро. Некаде загубите на вода ни се 70%. 70%? На ниво на државата, да, не се води сметка, се однесуваме и јавните комунални предпријатија и граѓаните крајно. И сите институции, сите чинители, не е одговорно. Тоа знаете како е тоа во фабрика, да произведете 100 автомобили, и од тие 100 автомобили 70 да не ви чинат. Ја не верувам дека може таква фабрика да опстои. За жал, ситуацијата со загубите на водата е екстремно лоша. Со загубите секојаш мислиме дека се троши ирационално за полевање, за чистење и така натаму. Тука ќе преземете некакви мерки и кај нив тарифници да има? Не, има тарифници си функционираат. Едноставно општините, јавните комунални предпријатија ги мрзи некоја техничка влада? Не ги мрзи, него едноставно треба повеќе да водат сметка за своите инсталации кои што ги имаат поставено, негде се стари, па пукаат цевки и имаат сериозни проблеми. Од тој аспект, значи таа не е украдена вода. Таа е таа вода што не ни стига до потрошувачите. Нерационално се троши, да. Иначе кај струјата колку е тоа? 17-19%? Нека загуба. Електричната енергија е некаде околу 13,8-14%, но регулаторната комисија за енергетика признала 12,4%. А другото е на товар на Евана. Добро, благодарам. Тоа беше последното благодарено до Марко Бислимовски. Поштувани гледачи, гледавте утрински брифинг. Александар Петревски се разбира следува после мене и немам шанса да го прашам што сакам врзано со дневните вести и информации.